Собирањето и одземањето дропки е многу едноставно, како 1, 2, 3, доколку се сеќаваш на основните правила. Што треба да знаеме за собирање и одземање дропки? Дропки со различни именители не може да се собираат или одземаат. Со други зборови, може да се собираат и одземаат дропки само доколку именителот, кој се наоѓа на долниот дел на дропката, е ист. Да го разгледаме процесот чекор по чекор. Правилата се однесуваат и за собирање и за одземање дропки. Собирај или одземај дропки само ако имаат ист именител. Собери или одземи ги броителите. Твојот конечен резултат мора да биде во најпроста, нескратлива форма. Кога имаш различни именители, постапката е следна. Прво, избери една од дропките, најдобро таа со најмал именител. Најди го најмалиот заеднички содржател или НЗС на именителите, за да ги направиш исти. Помножи го именителот со бројот кој го дава НЗС, а потоа помножи го и броителот со истиот број. Презапиши ги дропките и само собери ги броителите. Запомни дека решението треба секогаш да биде дропка во најпроста форма. Постојат неколку методи кои може да се искористат при собирање и одземање на дропки. Прво ќе вежбаме собирање на дропки, користејќи така наречен сингапурски метод на столпчиња. Паузирај го видеото секогаш кога ќе треба да запишеш нешто. Или врати се назад, за да бидеш сигурен дека добро си го разбрал. Немој да си срамежлив. Ајде да почнеме. Чекор 1. Запиши ги дропките, например 1/2 плюс 1/3. Потоа, исцртај ја првата дропка како вертикални столпчиња. Чекор 2. Исцртај ја втората дропка како хоризонтални столпчиња. Чекор 3. Исцртај го заедничкиот именител преку пренесување на линиите кои ги формираат столпчињата на двете дропки. На првата дропка се пренесуваат две хоризонтални линии. На втората дропка се пренесува една вертикална линија. Сега би требало да ги имаш следните дропки. Обиди се да ги собереш дропките користејќи го методот на столпчиња. Дали доби резултат 27/30 или 9/10? Еве уште еден метод кој можеш да го користиш. НЗС методот вклучува наоѓање на најмалиот заеднички содржател и промена на именителите, а потоа ги додаваме или одземаме дропките. Погледни го следниот пример. Прво, треба да најдеме НЗС за нашите именители 5 и 7. Потоа треба да ги запишеме дропките со тој именител. И на крај треба да ги собереме броителите и добиваме решение 31/35. Ако твојата дропка е мешан број, запиши ја како неправилна дропка пред да собираш или одземаш. Следи ги овие чекори при собирање на мешани броеви. Прво, претвори ги во неправилни дропки. Потоа собери ги, доколку именителите се исти, и потоа запиши ги како мешан број. Немој да заборавиш да ја упростиш дропката доколку тоа е можно. Да заклучиме. Доколку дропките имаат различни именители, тие не може да се собираат. Треба да ги направиш именителите исти преку наоѓање на најмал заеднички содржател НЗС. Запиши ги мешаните броеви како неправилни дропки. Собери и упрости ја дропката. Доколку ти се допадна видеово, сподели го со другарчињата. За повеќе интересни содржини посети ја нашата веб страница naukazadeca.mk.